студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести ВОС. Невремето кое го зафати Скопје вчера попладне остави големи последици. Паднати дрви, оштетени автомобили, откорнати покриви, повредени луѓе. Неофицијално бројката на повредени изнесува околу 29 лица побарале помош во ургентен центар, при што едно лице е со потешка повреда, а 2 со скршеници. 6 лица биле примени во старата градска болница со полесни повреди, а едно лице е задржано поради обсервација на повреди на кралицата. Невремето кое беше проследено со силен ветер оштети кровни конструкции од згради и куќи, остави пустош од бутнати дрвја, а има и оштетени автомобили и искинати кабли. Според МВР, најголеми последици невремето се регистрирани на подрачјето на СВР Скопје, каде што до 22 часот биле евидентирани 117 оштетени патнички моторни возила, 35 оштетени покриви, 189 паднати дрвја, 7 оштетени семафори, 5 пожари и 10 повредени лица. Оштетени се и повеќе објекти од витално значење, меѓу објектите на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, комплексот Вили Водно, аеродромската полициска база Петровец, објектот Нова Македонија, како и објектите на Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и јавното обвинителство. Инаку Центарот за упорување со кризи информира дека над 8.000 граѓани пријавиле штети на бројот за итни повици 112. И состојбата на терен тоа ќе се утврдува во текот и на денешниот ден. Штетите кои ги предизвика невремето ги активираше и кризните штабови на град Скопје и скопските општини. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски информираше дека на терен биле надлежните институции и тие се во постојана координација како со Центарот за упорување со кризи, МВР, ЕВН и противпожарната бригада на град Скопје. Во текот на ноќта екипите работеа на терен на последиците на расчистување од невремето, каде што некаде целосно, а некаде делумно се расчистени во текот на денешниот ден, ќе треба се да биде вратено во нормала, а секако да во следните денови да се направи материјална проценка на штетата. Невремето го зафати Штипскиот регион, откорната е дел од кровната конструкција на Штипската клиника. Кризниот штаб свика и ИТ состанок во овој град. Овде евидентно е дека имаме најголеми, најповеќе штети пред се на кровната конструкција на клиничката болница. За среќа немаме повредени лица, но настаната е голема материјална штета затоа што еден дел од кровната конструкција целосно е отстранет и практично клиничката болница следните денови мора да се прилагоди за да може непрекинато и да практично ги дава здравствените услуги, затоа што дополнителни временски прилики може да направат уште поголема штета на зградата на клиничката болница. Пациентите се сместени во делот каде што е суво, каде што нема прокиснување, значи во текот на ноќта ќе видиме, ќе ги префрлиме дел од пациентите на други оделенија со цел да бидат заштитени, да не настанат некои накнадни дождови со кои би се пореметило функционирањето. А приоритет ни беше да се оспособат сообраќајниците, го оспособивме влезот на клиничката болница, имавме паднато дрво на филтер станицата каде што се снабдува целиот град со вода. Согласно приоритетите и насоките кои што ги добиваме од кризниот штаб, веќе интервенираме и можем да кажем дека скоро сите сообраќајници се проодни. Кој во следните денови е во кризна состојба од причина што е прогласена таја за рок од 30 дена. Владата процени дека општината не може сама да се справи со последиците од епидемијата од загадената вода. Претходно судот им определи 30-дневен притвор на директорката на јавното предпријатие Комуналец и двајцата раководители кои се осомничени дека ја предизвикале епидемијата. ОЈО Гостивар спроведе истражна постапка против осомничените Артана Асани, Леон Нуредини и Вадедин Дервиши, дека под сомнение дека сториле кривично дело, тешки дела против животната средина и природата од член 234 став 2 во врска со член 219 став 3 во врска со став 1 и во врска со член 22 од КЗ на РСМ. Судијата на претходна постапка
Чирко Михајловски го прифати предлогот на јавното обвинителство, определи притвор на осомничените во трајање од по 30 дена, донесе решение КПП 237/26. Решението се достави до осомничените, а мерката притвор осомничените ќе издржат во КПУ затвор Скопје. Да експертските тимови на јавното предпријатие Водовод се упатат веднаш во рамки на општина Гостивар и заедно со двете, да речеме вака, оделенија кои што се надлежни во рамки на градот Скопје, едното за испитување на квалитетна вода, а другото за превземање на потребни активности за враќање во нормална состојба на водата, се упатат на терен во рамки на општина Гостивар. Согласно информациите кои што ги добив пред неколку минути, тие се овде, тие се на лице место и констатираат фактичка состојба од аспект на моменталниот квалитет на водата, кој што ќе се земат одредени мостри на повеќе точки и понатаму констатирање на фактичка состојба во делот на поставеноста на хидросистемот во рамки на општина Гостивар. Однос на лицето кое што вие ми го поставивте прашањето, информиран сум дека е извршен разговор со него во насока на утврдување на фактичка состојба и во однос на предметното лице и во однос на сите останати, секој дека ќе постапуваме во соработка и координација со јавното обвинителство за секој еден чекор кој што би требало да следи понатаму како од аспект на соодветна одговорност согласно одредбите од кривичниот законник, така и од аспект на се оно кој што би требало да значи ставање во функција на водоснабдителниот систем во градот во нормална функција. Во последниот извештај имаме 293 нови случаи, што во однос на саботата кога беше врвот на епидемијата, кога имаше над 600 случаи преболување, предпоставка е дека препорачаните мерки за населението, како исклучување на сомнителните извори, го дават посакуваниот резултат. Истовремено да се заблагодарам на гостивачани за зголемената соработка со здравствените власти. Значи веќе сега можам да кажам дека имаме скоро 500 извештаи за заразни болести и 192 епидемиолошки анкети. Председателката Гордана Силјановска Давкова со највисоки државни воени почести ја пречека председателката на Индија. Двете испратија порака дека контактите помеѓу двете држави мора да се зајакнат, а трговската размена да се зголеми од 133 на 500 милиони долари. Поседата на председателката на Индија продолжува и денеска со активности во Скопје, а ќе го посети и Охрид во попладневните часови. Минатата година трговската размена меѓу двете земји достигна приближно 133 милиони американски долари. Далеку е оваа бројка под вистинскиот потенцијал. Поради тоа, со председателката Мурму го споделив моето уверување дека треба да си поставиме заедничка, поамбициозна, но остварлива цел во следните 5 години билатералната трговска размена да достигне барем 500 милиони американски долари. Соработката е многу важен столб на нашата билатерална соработка. Сакаме да промовираме подобра трговија и инвестиции и да охрабриме подобра соработка меѓу нашите бизнеси. Исто така се согласивме да ја прошириме, да ги прошириме билатералната трговија на двојно од сегашниот обем. Разговаравме за соработка во клучни сектори, вклучително IT, земјоделство, обработка на храна, фармацевти, туризам, угостителство.